А во меѓународна актуелна тема, вообичаено со колегата Андоновиќ разговараме за она што е најактуелно во светот. Твоите анализи се секогаш интересни. Во сенка на коронавирусот и во светот всушност се случува, се разгорува една војна во Сирија. Таму во Сирија буквално има вистинска војна и на моменти таа е во центарот на светските збиднувања, на моменти се потиснува поради многу причини. Коронавирусот се разбира беше изминатиот период и се уште актуелен, но тоа што се случува во Сирија прераснува во вистинска војна. Имено таму има судир на сириските сили предводени од актуелниот претседател Башар ел Асад и сириската опозиција која се обидува да гурне Башар ел Асад преку вооружен пат, но со поддршка на Турција, која има распоредено војска таму и буквално изминатите периоди, ако тоа беше на некој начин само шпекулација дали има судир помеѓу сириската армија и турската армија, сега и официјално изминативе денови секојдневно доаѓаат нови информации. Што се случува? Сириската армија изврши воздушен напад врз турските сили кои се распоредени во северниот дел на Сирија, при што според последните информации има загинато 33 турски војници во тој напад, што е само инцидент кој се случува во низак. Ќе потсетам дека изминатата недела имаше регистрирано 16 или 17 турски војници, зашто Турција се разбира како и секоја држава, особено Турција која е и регионална сила и членка на НАТО, се повеќе и повеќе под притисок да преземе поголема војна операција. Повторно ќе кажам, сириските трупи се обидуваат да заземат што поголем дел и да ги истиснат џеповите на отпор на преостанатите терористички организации кои се во Сирија и напредува кон турската граница. Од друга страна, Турција има распоредено своји сили кои прават еден заштитен појас помеѓу Сирија и Турција за да не дојдат силите на Башар ел Асад на границата со Турција. Измеѓу е сириската опозиција и одредени милитантни групи на Ал-Каеда кои со скриена поддршка на Анкара се обидуваат да напредуваат кон Дамаск и да го урнат режимот на Башар ел Асад. Но она што во целата приказна морам да го кажам е дека Башар ел Асад има поддршка од Русија. Русија таму формално нема распоредено трупи, но целото напредување на сириските трупи кои одат кон турската граница со воздушна поддршка на руската авиација. Од друга страна, Турција, иако скриено, сега за сега има противвоздушна одбрана со која гаѓа врз руските цели, така да на некој начин имаме и мал судир помеѓу турската армија и руската армија. Она што е веста и што е во последниве, би рекол, 24 часа бомбастична вест е прво дека поради овие жртви и настанот и развојот на ситуацијата во Сирија, Реджеп Тајип Ердоган се закани дека веќе нема да ги држи бегалците во бегалските кампови и сите овие бегалци кои бегаат во налетот на војната интервенција и ќе ги пушти, што може да направи огромен мигрантски бран и голема бегалска криза на која и ние како Македонија, но и Европа нема да бидеме имуни. Она што исто така е последно е дека Турција побара како земја членка на НАТО, побара итен состанок на НАТО алијансата на која ќе се расправа околу состојбата во Сирија, што укажува дека нешто поголемо се случува од што ние сега како новинари можеме да видиме, зошто бидејќи според членот 4 на НАТО алијансата секоја земја членка може да побара итен состанок за консултација со сојузниците. Сега можеме да нагаѓаме што би била консултацијата ако се земе во предвид она предмалку што го реков, а тоа е веста дека Турција и Сирија се во отворен судир како армии на ниво на армии, но тука е вмешана и Русија, па имаме на некој начин според ова што го гледаме и судир на турската армија со Русија. Ако се земе во предвид дека Турција е земја членка на НАТО, онда останува само дека можеби НАТО и Русија прв пат после подолго време имаат и официјално директен вооружен судир помеѓу двете армии. Така е, ти ќе ги следиш во следните денови овие ситуации, веројатно до понеделник, вторник ќе биде појасно што се случува и како ќе биде појасно да видиме како првин ќе има развој на настаните. Пак ќе кажам, судир меѓу Москва и Анкара е судир меѓу Москва и НАТО. Брисел. Од друга страна се идат па други шпекулации дека Ердоган и Путин
кои има сојуз изминативе 4 години во Сирија, имаат направено таен план, односно прават на некој начин театар со голем број на жртви, се разбира, на светската јавност. Од друга страна, според шпекулациите на Ал Джезира ќе ја потенцирам како медиум и нивните известувачи дека всушност таму се прави прераспределба на што поголем број на територии меѓу двете страни кои се договорени да ја раскрчмат Сирија во своите интересни сфери.